Добар ден, Божи благослов, браќи и сестри. Јас се радувам што одново, јас и мојата сопруга, може би една година не сме биле тука во Скопје, барем во црквата, и да не заборавам, а тоа се случува. Знаете, доаѓаат години кога почнуваш полека да забораваш некои работи. И да не ми се случи како што, знаете, некој човек, како мене полека, некој си 64-5 години, бил самец и рекол на своите синови, најдобро ќе е јас да отидам во некој старачки дом, уште сум вителен, можам, таму со некои мои генерации, шахки играме, карти, домино и времето да поминува. Децата го убедувале, абе тате, остани, нема проблем, има место, имаш куќе, имаш се. Но некако успеал да ги убеди. Таму имало за мажи, но имало еден дом и за жени. Човекот бил така добро, висок, скоро 2 метра, добро се држал. И еден ден тој приметил дека од домот каде што се госпогите излегува една госпоѓа исто така доста висока, 1,90 м, добро се држи и почнале да се дружат. Таа била сама. Рекол човекот, чуј, и двајцата се дружиме, чувствувам нешто, ќе ја прашам, па ако сака остатокот од животот да го поминеме заедно, зошто да не? И тој ја прашал госпоѓата, и следното утро се разбудува целиот како во агонија, вика, јас ја прашав таа жена, дали сака да бидеме заедно, ама не можам да се сетам кој е одговорот. Дали кажа да, дали кажа не. И додека тој размислува за тоа, ети тие госпоѓата доаѓа на кај него и тој сега, што ќе прави жалниот, вели, слушај, вика, многу ми е незгодно, јас вчера те прашав дали сакаш да бидеме заедно, ма не можам да се сетам што беше одговорот. А таа му рекла, јас пак цело време се мислам кој ме праша. Така да и јас полека сигурно доаѓам во тие години, ако заборвам, поздравите да ги пренесам. Знаат и двете цркви, црквата во Моноспитово и црквата во Струмица, дека сум тука денеска и тие ве поздравија. И знаете, додека сме ние тука, па некој друг нас не заменува. Денеска сакам да зборувам на една тема која што носи наслов Емек Берака. Ништо не разбирате. И јас не разбрав се додека не читав и додека не проучив. Тоа значи долина на благословот. Ние во нашите животи поминуваме низ различни долини, низ различни ситуации и секако еве во нашиот случај ќе зборуваме, иако ситуацијата е необично тешка, неизвестна, сепак зборуваме за благослов. Јас и мојата сопруга, и Живко, и Стефани, и многумина од Македонија студиравме во Хрватска 4 години, така во едно теолошко школо во Шкотска, на самата влезна врата стоел еден огромен надпис. И таму пишувало вака: кога Бог сака да направи нешто добро, тој го бира она што е тешко. Кога Бог сака да направи нешто прекрасно, тој го бира она што е невозможно. И видите, браќи и сестри, и оваа вистина би требало секој еден од нас. Ние сме тоа што сме не по наша заслуга, туку по Божјата милост. Затоа ние се молиме и во нашите молитви бараме, го благословуваме Господа, му пеевме прекрасни песни и веруваме дека со тоа на некој начин се отвора портата за да влеземе во светињата на светињите. И Бог преку пророкот Еремија во 33 глава, 3 стих вели вака: повикај ме и ќе ти одговорам и ќе ти откријам големи и недостижни тајни за кои што не знаеш ништо. Ако се јас навртам пред 41 година, кога јас бев средно школо во Скопје, значи ако средно школо сум бил пред 41, можете да замислите уште малку како Матусал ќе станам, не? Тие што знаете, човекот живеел 969 години. И во тоа време нити го познавав Бог,
нити верував во Бог, нити читав Библија пред 41 година. Еве веќе 42-та ја почнувам. 83-та година беше моментот кога Бог едноставно го допре моето срце. Се менува кога Бог ќе допре едно срце. Бог прави се ново. И затоа толку со восхит Павле ќе каже и така кој е во Исуса Христа, тој е ново создание, старото поминува и правам се ново. Знаете, затоа ние како народ Божи треба да молиме. Ќе каже нашиот брат, апостолот на Господа Исуса Христа, вели вака: молитвата на праведникот има огромна сила. Шкотската кралица Марија, која живеела во времето на Џон Нокс, еден познат реформатор, таа рекла вака: била многу бескрупулозна. Дама со цврста рака. Таа рекла: не се плашам од ништо. Но кога Џон Нокс се моли, едноставно целата војска небесна е на негова страна. Видете, затоа ние треба да молиме и да го бараме Бога. И Бог секогаш има свој човек на право место во вистинско време. Знаете, многу е важен нашиот менталитет, нашиот ментален склоп, што ние размислуваме. Кој е царот на животните? Кој е? Лавот. Интересно, дали е он најголем од сите животни? Дали е он најсилен од сите? Трик прашање. Не е најсилен. Замисле слонот колков е. Неколку пати поголем од него. А знаете ли лавот како го гледа слонот? Мајко мила, каков голем хамбургер. Тоа е менталниот склоп. Се зависи како гледаш. Бог има свој човек во свое време на право место. Многу е важно тоа. Ние денеска ќе зборуваме за Јосафат, еден еврејски цар, кој што во едно време ќе доживее нешто страшно. Против него ќе тргнат огромни силни војски. На што тој ќе направи, ќе погледнеме малку покасно. Но ова е вистински случај. Иде до 799 година. Војската на Наполеон се наоѓа пред портите на градот Фелдскирхен во Австрија. Во предвечерието на Великден градот е опколен, едноставно постоела само една порта преку планините, некако ако некој сака да бега. И луѓето веќе биле на некој начин помирени, да се изразам така, со судбината дека ќе паднат конечно во заробеништво и дека војската на Наполеон ќе влезе, ќе ги оплечка, ќе ги ограби, кој ќе убие, кој ќе преживее. Но реков, тоа било во предвечерието на Великден и утредента главниот пастор на црквата во тој град едноставно рекол: денеска е голем ден. Денеска е ден на победа, денеска е ден на радост. Ајде да го славиме Бога, да му пееме. Ние имаме најубавата причина да се радуваме и да го славиме воскресението на Господа Исуса Христа. А што ќе се случи, ќе се случи. И на негово изненадување, знаете, понекогаш и пасторите знаат да доживеат изненадување, народот се сложил, почнале во целиот град камбаните да бијат. И таа вест и по сите други цркви се проширила. И насекаде, во сите цркви луѓето почнале да пеат, да го слават. Од другата страна, војската на Наполеон слуша, едноставно се чуди, што се случува? Што се случува? Што е ова? И многу брзо почнале да се сомневаат во една работа. И изгледа преку ноќта австриската војска преку планината слегнала во градот и тие се чувствуваат безбедно. И сега ако ние влетаме, мислејќи дека лесно ќе ги победиме, може да доживееме пораз, најдобро е да се вратиме и да го оставиме овој град. И тоа го направиле. Славењето на Бога има огромна сила. Колку е таа сила, ќе видите на крај. Би сакал да навистина го прочитам нашиот текст, кој што се наоѓа во Втора летописи, 20 глава, ќе читам до 19 стих, а иначе ќе ја обработиме целата таа глава.
Потоа Моавовите и Амоновите синови, а со нив и некои од меунците завојуваа против Јосафат. Ама Јосафат ја доби оваа вест. Против тебе доаѓа големо мноштво од онаа страна на морето, од Едом. И ене го во Асасот, Тамара, односно во Енгад, Јосафат се исплаши и почна да го бара Господа, да прогласи пост по сета Јудеја. Јудејците се собраа да го бараат Господа, доаѓаат од сите јудејски градови за да го бараат. Тогаш Јосафат стана во јудејскиот собор во Јерусалим, во Господовиот дом, пред новиот двор и рече: Господи Боже на нашите татковци, Ти си Бог на небото и владееш над сите кривобожички царства. Во Твојата рака се таква сила и јачина, така што никој не може да се додржи пред Тебе. Ти, о Боже наш, ги истера жителите на оваа земја пред својот израелски народ и му ја даде за секогаш на потомството на својот пријател Аврам. И се населија во неа и му изградија во неа светилиште на Твоето име, велики, која ќе навали врз нас некако зло од мазнички меч или помор или глад, та кога ќе застанеме пред овој дом и пред Тебе, зашто Твоето име е во овој дом, и кога ќе извикаме кон Тебе во својата неволја, послушај не и спаси не. Еве сега Амоновите и Моавовите синови, и оние од Сирската гора, преку кои не му дозволи на Израел да помине кога доаѓаше од египетската земја, туку ги заобиколи и не ги сотре. И така сега тие ни враќаат со зло, доаѓајќи да не истераат од наследството кое Ти ни го даде. О Боже, зар нема да им судиш, зашто во нас нема сила спрема тоа големо мноштво кое доаѓа на нас, ниту ние знаеме што да правиме, туку очите ни се насочени во Тебе. Сите јудејци стоеја пред Господа, со малите деца, со жените и со синовите. Тогаш Господовиот дух слезе пред соборот на Јазил, синот Захариев, син на Вена и син на Јеил, син на Матани и Левит од Асафовите синови. И то рече: слушајте сите јудејци, јерусалемци и ти цару Јосафате, Господ ви зборува вака: не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво, зашто оваа не е ваша војна, туку Божја. Утре слезете против нив. Тие ќе се искачуваат по Асирската нагорнина, а вие ќе ги сретнете на крајот на долината кон Јеруилската пустина. Не треба да се биете. Поставете се, стоите па гледајте како ќе ви помогне Господ. Еј, Јудо и Јерусалиме, не бојте се и не плашете се. Утре излезете пред нив и Господ ќе биде со вас. Тогаш Јосафат падна ничкум на земјата и сите јудејци и јерусалимци паднаа пред Господа за да му се поклонат. Потоа левитите од Каатовите синови и од Кореевите синови станаа и почнаа да го фалат со силот глад Господа, Израелевиот Бог. Толку од Словото Божјо. Една тешка, би кажал, невозможна ситуација. Можете ли да го замислите тој непријател? Јосафат, царот, се наоѓа во исклучителна, едноставно, ситуација. Огромни народи доаѓаат против него. Доаѓаат со една јасна цел: да ги поразат, да ги уништат, да ги ограбат, да ги направат, што би кажале ние, лом. Ништо да не остане од нив. Што да се прави во една таква ситуација? Знаете кога доаѓаат проблемите? Кога најмалку ги очекуваме. А постои ли воопшто згодно време кога некои тешки проблеми ќе доаѓаат? Тие се непосакувани, во ниедно време не ги сакаме, но тие доаѓаат. И сега во овој случај јас би кажал за нас. И ние се соочуваме со различни проблеми. Некои се финансиски, некои се како што пред некои денови имавте вие тука бура, струја снема во овој крај слушавме, многу пожари, земјотреси, војни беснеат, болести, едноставно проблемите доаѓаат. И како што реков, сите доаѓаат кога не ги очекуваме и на жалост често пати доаѓаат заедно. Кон каде да погледнеш во тој момент? Гледаш на исток, непријателот звецка со оружјето. Гледаш на запад, таму уште пострашно. Гледаш на север, што да ти кажам, олеле мајко.
а на југ не сакаме и да помислиме. Не постои излез едноставно. И во една таква ситуација, кога Јосафат е соочен со тој проблем, тој прави нешто што е многу интересно. Човечки реагира како секој еден од нас. Јосафат се уплаши. А кој нема да се уплаши кога, ако внимавате додека го читавме текстот, Јосафат вели: Боже, ние сме немотни против ова мноштво. Толку многу силна војска доаѓа против нас. Ние не можеме да се спротивставиме. Не само моавците и амонците, туку доаѓаат против нас и други народи за кои што ти ни кажа да не ги уништиме. Кога доаѓавме да ја земеме земјата која што ти ни ја даде. Ние ги заобиколивме, вели, а сега се подигаат против нас. Јосафат е безпомошен. И браќа и сестри, во Светото писмо не се вели дека во часот на твојата неволја повикај кон мене, јас ќе те избавам, а ти ќе ме прославиш. Ќе ме побарате и ќе ме пронајдете кога? Кога ќе ме побарате со сето свое срце. Јосафат, иако беше цар, не му беше важно што ќе помислат луѓето. Денеска во името на гордоста некои ќе стоат, ќе пропаѓат ако треба, но ќе стојат, ама гордо ќе стоиме. Јосафат знаеше пред кого стои. Јосафат знаеше кој може да го реши неговиот проблем. Јосафат знаеше дека единствено Бог во оваа ситуација може да му помогне. Браќа и сестри, можеби кога се соочуваш со некој тежок проблем, читаш, се молиш, постиш, посетуваш, жртвуваш, но никако да се промени ситуацијата. Што да правиш? И изгледа дури непријателот, како секојаш кога повторно доаѓа како да е уште посилен и поразјарен. Јосафат се уплаши. Знаете, тој се уплаши затоа што е слушна веста дека доаѓа голема, силна војска. Третиот стих. Знаете, стравот доаѓа од слушањето. Но и верата доаѓа од слушањето. Затоа е многу важно што слушаме. Многу е важно. Сатаната го користи стравот. Има една книга која пред 20 години ја делевме, не знам дали воопшто и постои веќе, дали ќе се повтори времето на Нерон. И таму дефиницијата за страв е дадена, тоа е чувство во кое што ти си каков кочанет, кога мозокот врти со неверојатна брзина. Јас не сум компјутерски образуван, да не тропам некои глупости, но веројатно толку е брзо што не постои таков компјутер, кога срцето почнува да чука така силно, а устата во истиот момент се суши. Едноставно, адреналинот е на максимално и само што можеби некои вени или жили не пукнале. Ти си напнат сиот. Стравот е нешто што денеска сатаната многу го користи. Стравот ја отвора вратата за болки, за болести, за депресии, за грижи, за стресови, за збрки, за недоразбирање, недоверби. Сето тоа само заради стравот. Што ако? Знаете, тие кои се бават со проблемите на луѓето велат дека 80% од тие стравови никогаш не се остваруваат. Но за тие 20% кои што и од нив веројатно многу и ако се остварат ќе бидат толку мали, но ние знаеме да се грижиме. Јосафат се уплаши. Но знаете што? Јосафат знаеше кон кого да повика во тој момент. Тоа е многу важно. Тој едноставно повика кон Господа. Стравот е дете на сатаната. Бог нам не ни го даде духот на стравот, туку духот на победата. Зошто? Затоа што ќе каже Јован, совршената љубов го истерува секој страв. Кога ќе ја имаме довербата во Бог, Павле тогаш можеше да каже, како во Филипи што запишал 4 глава, Филипјаните 4:13, се можам преку Исуса Христа кој ми дава сила. Не значи дека му беше супер, и затварам беше, и тепам беше, и оние кои што беа безнадежно, во безнадежна ситуација, тие ја понудија најголемата надеж. Го славеа Бога,
Настана потрес и го гледаме темничарот, вели, сега. Не ми преостанало ништо освен да се убијам. Но Павле вели, не прави никакво зло, тука сме. Чудна работа. Денеска затворниците копат разни тунели за да избегаат разни финти, некои како филмски ги грнуваат со хеликоптери, а тука врати отворени, а ниеден затворник не бега. Многу чуден затвор, нели? И видите, оние кои беа безнадежни дадоа надеж. Темничарот беше спасен, неговиот дом беше спасен. Тоа е кога навистина се слави Господа. Неговата сила се демонстрира. Стравот, ако му се поклониме, ќе предизвика агонија, ќе предизвика мака, ќе не тишти едноставно. Стравот е голем тиранин. Човекот ќе нема мир. Ќе легнеш, ќе станеш изморен. Затоа што мозокот ти понатаму врати. Јас не сакам да гледам, некој ве знам, некој не ве знам. Мило ме тие што не ги знам, затоа што ве запознав и верувам ќе се запознаеме, но верувајте, ако ја положиме нашата надеж во Господа, нема проблем кој што нашиот Бог не може да го реши. Колку и да изгледа мрачен, колку и да изгледа нерешлив, нашиот Бог е семукен. Ние во таков Бог веруваме, дека тој сепак на крајот навистина ќе изведе се на добро, иако можеби во дадена ситуација не можеме да разбереме зошто. Зошто? Луѓето се парализираат од страв. Јосафат едноставно реагира брзо. Во таа дадена ситуација царот Јосафат реагира, прогласува нешто што е прво неверојатно. Војска доаѓа, а тој прогласува пост и молитва. Што би направил секој нормален водач во државата кога против него иде силна војска? Да ги свика генералите, што оружје имаме, колку резерви имаме, колку војски имаме на лагер, колку можеме да земеме друга, да регрутираме, спремни ли се нашите зидини, имаме ли вода, имаме ли храна, имаме ли лекарства, кои се нашите ресурси. А Јосафот од озгора на тоа вели, ајде да постиме и да молиме и да го бараме лицето Господово. Браќи и сестри, некои проблеми, а да не кажам и секој проблем, се решава со пост и молитва. Се додека ние се обидуваме со наши сили да гребеме, ние лесно можеме да доживееме пораз. Затоа треба да го бараме Господа додека е близу, додека може да се пронајде. Некои живеат денес во страв да не сгрешат. Да не им кажат нешто ближните, што ќе помислат соседите, како ќе се однесуваат пријателите. Видите, браќи и сестри, некои се плашат да не ја изгубат работата, тешко се наоѓа работа. Некои се плашат денеска од војни. И гледаме што се случува на светско ниво. Од сите страни оружјето како да звечка. Светот како да оди во еден неповратен хаос. Но знаете што? Ние и во сред таа бура ќе ги подигнеме нашите очи кон горите, зошто од таму доаѓа нашата помош. Јосафат го знаеше одговорот. Реагираше како секој нормален човек со страв, но тој повика кон Господа и тоа со плач. Знаете, многу интересно е, обично за мажи се види дека тие се потврди и не плачат. За мене тоа не важи. Апсолутно тоа. Јас едноставно си плачам. Поготово кога знам нешто, кога барам, ако треба и да плачам, ќе плачам. Но Јосафат плачеше. Плачот открива дека човечкиот напор не е доволен. Плачот открива дека Боже, ти и само ти можеш да помогнеш. Плачот едноставно зборува дека ние сме немокни. Господе, ти ни требаш. Тој почна да го бара Господа. Браќи и сестри, зашто денеска црквата се чувствува така слаба? Затоа што прво ние не го користиме оружјето Божјо кое што тој ни го дал. Во Ефесијаните 6 глава таму стои записот за сето оружје Божјо кое што ни е дадено. Ние и ако го користиме некој од оружјето, знаете углавном што користиме? Штитот.
но никако да се сетиме дека треба да го користиме и мечот. Никако. Ние сме повикани да одиме и да освојуваме, не само да браниме. Често пати, тоа еве и за мене важи, и за сите пастори, ние често пати мислиме дека имаме задача, дека луѓето кои што Бог ни ги дал во црквите треба да ги ставаме во некој аквариум и тие рибички да се грижиме за тие риби. Не е вистина тоа. Колку огромен океан има. И наместо да одиме да ловиме тамо, да ги фрлиме мрежите, ние се трудиме едноставно. Тој е аквариум. Тука е целото наше внимание. Стоната успеал нашиот поглед од големите можности да ги стави на едно мало аквариумче. Одете, направете ги сите луѓе да станат мои ученици. Браќи и сестри, Бог ни го дал оружјето и тоа е ефективно и мощно и во 2 Коринтијаните 10 глава, 3 до 5 стих, сакам да ви прочитам да видите што тука вели за тоа оружје. Словото Божјо вели вака: зошто иако живееме во телото, не војуваме со телото. Зошто оружјето на нашето војување не е телесно, туку е силно во Бога, за разурнување на тврдини, па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога и ја порабуваме секоја мисла за послушност на Христа. Јас и ти немаме телесно оружје, но она што го имаме во името на Исуса Христа, ние имаме сила, имаме моќ. И ќе примите сила и ќе ми бидете сведоци. Затоа јас често пати го цитирам тој еден стих. Ако во некој не пребива Духот Христов, тој не е негов. Римјаните 8:9. Многу е важно да знаеш дека Духот Свети пребива. Не зборувам колку литри имаш Дух Свети. Ако некој има таква мерка, дајте ми јас да се измерам. Не постои мерка. Јас она што го знаме дека кога Бог дава, како вели Словото Божјо, Бог дава изобилно. Бог дава без мерка. Така да не се занимавам. Ако некој открие таква мерка, кажете ми, одмah ќе го купам тој апарат. Имам 7 литри Дух Свети, бре. Дури не знам ни ушо да го мерам Духот Свети. Едноставно, како христијани, ние сме изгубиле многу битки, не затоа што непријателот е поголем, нити затоа што е попаметен или пак има подобро оружје. Како што реков, затоа што ние често пати само се браниме. Само се браниме. Само штитот, ништо друго. Земете го Словото Божјо кој е мечот и удрете со него. Со што војуваше Исус против сатаната? Пишено е. Ама пишено е. Не се живее само од секој леп, туку и од секој збор кој излегува од устата на Господова. Ете, браќи и сестри, првото нешто што Јосифат го направи, тој го употреби оружјата на молитвата и на постот. Да не видиме како некоја господја велат дека тоа било во Бугарија, дојдела кај пасторот, вика: пасторе, јас чувствувам од сум така многу јадам и била доста добро поправена. И вика: јас изгледа сум нападнена од демон на јадене. Чудна работа. Пасторот леко знаат да бидат незгодни, не се секири, сестро, вика, има лек против това. Ќе прогласиме пост и молитва и тај демон ќе исчезне. Така да не, тоа лесно се решава. Тоа е моќно оружје. Постот и молитвата се оружја кои што денеска постојат и треба да ги користиме. Да викаме кон Бога. Нема што да се плашиме. Не е нашиот Бог Баал. Па да е некаде уиделна свадба како што Илија се подиграваше со Вааловите свештеници. Викајте, викајте, дерете се. Овие жалните почнаа со ножевите да се парат, да се дерат едноставно. Но немаше одговор. Но кога Илија во таа молитва повика, пред тоа знаете што кажа? Видите, тоа е молитва со вера. Тој им вели на луѓето: тргнете се понастрана, оти сега кога огнот ќе падне, се ќе изгори околу. Тој не се сомневаше. Боже, не, да му оставиш сега да се избрукам и јас тука да нема огин од небото. Тој знаеше дека тоа ќе се случи. Како да Илија и претходно тоа го правеше. И падна оган од небото и се изгори. Се.
се стопи се. Видите, Јосафат во својот плач повика едноставно и Бог го слушна. Ќе ме побарате и ќе ме пронајдете кога ќе ме побарате со целото своје срце. Што да правиме, Боже? Која тактика да преземеме? Знаете, понекогаш Бог знае да каже оди, понекогаш Бог знае да каже дојди, понекогаш Бог ќе каже земи направи ова, друг пат ќе каже само стои и гледај и чекај. И на овие им кажа, наредете се само и гледајте што Бог ќе направи. Значи, не требаше ништо. Исто како Мојсей што му кажа на израелскиот народ, кога фараоновата војска доаѓа да удри со сета жестина, кога лево и десно планини, позади непријателот, пред нив Црвеното море, на каде да одат? Нека стоите, бидете тивки, мирни и гледајте што Бог ќе направи. Удира, колку и да изгледа безсмислено, не знам шо удар ќе беше, стварно Мојсей веројатно имал најсилен удар, па дури Црвеното море се раздели. Не беше тајната во силата или во стапот на Мојсей, кога би го нашле денеска тој стап, а може би некои тврди дека го има, ќе напънат едно 10 музеи. Ова е стапот на Мојсей, ова е стапот, и ќе испаднат 1,5 милион стапови, а само еден имал Мојсей. Како што нели тврдат, сите многу цркви денеска тврдат дека го имат вистинскиот крст на кој што Исус бил раснат. Па вика може 3 брода да се наполнат со такви крстови. Не е важен крстот. Важен е оној кој што умре на крстот. Оној кој што ја проли светата крв. Оној кој што како јагне беше заклан заради нашите беззаконија. Но луѓето и денеска едноставно светиот крст, таквиот крст, оваквиот крст, а не јагнето. Јагнето е тоа кое што ги зема нашите гревови. Јагнето кое што е тоа и денеска едноставно е нашата надеж. Браќа и сестри, навистина Јосафат беше послушен. Нареди војската и чекаше да гледа. Бог нема да остави кога народот пости и моли, а да не даде одговор. Слушнете во 14 и 15 стих што вели: тогаш Господовиот дух слезе сред соборот на Јазил, синот Захариев, син на Вена и син на Јеел, син Матани, како да бил мексиканец, Левит од Асафовите синови. Тој рече: слушајте, сите јудејци, ерусалимци и ти, царо Јосафате, Господ ви зборува вака: не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво, зашто оваа војна не е ваша, туку оваа војна е Божја. Алелуја! Оваа војна не е наша, туку таа војна е Божја. И тука лежеше тајната. Тајната на успехот. Слезете утре, наредете се и гледајте што ќе направи Господ за вас. Браќа и сестри, знаете кога настанува промената? Кога ќе дојде зборот Божи. Зборот Божи менува се. Зборот Божи менува се. Јас сакам да знам што е она што Бог го кажува. Јас сакам да знам што е она што Бог го зборува на моето срце. Чујте, еден збор и се може да се промени. Еден збор и ние може да станеме непобедливи. Еден збор и ние можеме да станеме непоколебливи и да станеме цврсто уверени. Знаете до кој степен цврсто уверени? Царе, нашиот Бог може да не заштити, но и да не заштити, ние нема да се поклониме на тој кип. Нема. И победата беше загарантирана. Нема да престанам да се молам, без разлика на твојот царски декрет. И Даниел беше заштитен во лавовската јама. Еден збор од Бога и гладот може да се претвори во изобилство. Еден збор од Бога и секоја болест може да биде исцелена. Еден збор од Бога, слабоста може да се претвори во сила и мог. Еден допир од Бог. Господи, ако ти сакаш, можеш да ме очистиш. Го допре Исус. Недопирливиот, губавите луѓе, ако за нешто патеа, тоа беше да некој ги допре. Замислите, 10 години губав, не смее своето дете да го прекарне. Не смее керкичката да си ја бакне. А Исус го допира. И во истиот момент тој е исцелен. Еден збор од Бога едноставно може
да ги отвори вратите. Може да го отвори Црвеното море. Еден збор от Бога. Дойди, ма без разлика какви се брановите. Оди и не бой се. Еден збор. Колко сила и мок има тој еден збор? И Бог кажа и стана. Во еден момент, замислете, ретки се тие римски стотници, но ние читаме во Марковото Евангелие за еден таков доаѓа кај Господ Исус Христос. Вели, учителе, мојот слуга, некој вела дека му бил син, лежи тешко болен. Исус веднаш, видите, тоа е зачудувачкото. Исус веднаш не гледаше, ти си римјанин, ти си непријател на мојот народ, ти си порубувачот. Исус веднаш станува за да оди. И каде лежи изненадувањето? Стотникот, пазете, стотникот. Вели, Господи, не сум достоен да дојдеш под мојот покрив. Јас имам слуги, ќе им кажам, оди таму, направи тоа, тој прави. Не сум достоен, но кажи само збор и јас верувам дека мојот слуга ќе оздравее. Исус му вели, оди си твојата вера. Твојот слуга е здрав. Само еден збор, брати и сестри. Погледнете се еден со друг. Кажи му на братот и сестрата до тебе, пред тебе, за тебе. Бог има збор за тебе. Бог има збор за мене. Бог има збор за нас. Кога Бог нешто ќе каже, кој може да го сопри? Кој може да го сопри? Нема проблем кој што Бог. Граници ако треба ќе отвори. Нема проблем. Јас тоа сум го доживеал. 93-та година на бугарската граница требаше за една црква да пренесам столови, врати, џамови за црквата во Охрид. И ме повикаа да одам да ги земам. Имав Мерцедес камион во тоа време. Ама братот кој што ми кажа, една работа не ми кажа. Дека тие работи биле од другата страна во Бугарија. Јас мислев во Македонија. Одам таму, нити пасош имам, нити зелен картон имам, нити царинска сајда, ништо немам. Зима, кочан. Нормално, кој полицаец ќе те пушти да преминеш граница без ништо, без никакви документи? Не врати 2 сата. Со еден брат ние се молиме у камионот. Господе, отвори границите. Таква вера да имам сега. Ама немам таква вера. Пееме една песна која што не знам дали ја пеете. Нема проблеми кои што Бог не може да ги реши. Високи брда да ги снизи, долини да исполни. И оди ми полицајецот не гледа. Шо бе вие двојцата пингвини? Буквално пингвини изгледаваме. Дека ќе одате, немате пасош и немате ништо. И да ве пуштам јас, бугарите нема да ве пуштат. Море те пуштени нас, бугарите ќе не пуштат. И навистина не пуштија. И нашите, и од другата страна. А на граница беше вак. Еве. Тоа беше единствената граница која што функционираше во тоа време. Ние бевме блокирани од сите страни. Војни се водија во нашето соседство. Ги натоваривме работите и ги однеса во Охрид. Кога молиш со цело срце, кога немаш трунка, едноставно сомнеш. Само еден збор од Бог. Бог беше во својот наум одлучил тој ден тие прозори, тие врати, тие џамови да се земат столови и да се однесат во Охрид. И Бог тоа го направи. Стој и гледај. Браќа и сестри, стотникот кажа, кажи само збор. Тоа е она што денеска и треба на црквата. Денеска ни треба збор. Браќа и сестри. Она што за нас изгледа понекогаш дури смешно, да не кажам несериозно. Царот Јосиф, наместо напред да ги постави специјалците, елитните единици, кои што кога ќе се судри со непријателот, барем во дадениот момент некој пробив да се направи. Тој ги пушти свештениците напред. И ковчегот Божи и да пеат и да играт. Како да одат на веста да зимат, нели? Скоро имаат свадба тука. Знаете што? Токму нивната доверба доведе до победа. Кога тие почнаа да го слават Бога, непријателот се збуди. И чујте ме, славењето прави збрка кај сотоната. Затоа
Тој не сака да види црква која што ќе го слави Господа. Сотоната е вознемирен кога народот Божи го величи името Господово. Сотоната е без контрола кога народот Божи го слави Исуса Христа. Сотоната едноставно доживува пораз кога црквата оди навистина во името на Исуса Христа. Не со наша сила, не со наша мог, туку во името на Исуса Христа е нашата победа. Сакаш ли да го видиш сотоната збркан, црква на Исуса Христа, поразен, тогаш слави го Господа. Па дури и во нашиот народ, нели таа народната вели, кој пее зло не мисли. А пак кога го славим името Господово, тогаш едноставно тој е поразен. Зошто славењето е толку моќно? Затоа што во тие моменти ние ставаме потполно до вербата во Бог. Потполно. И знаете, кога Бог ќе зема еден проблем да го решава, тој го решава темелно. Кога Мојсей сакаше да се покаже на евреите дека тој е ослободителот, тој е изберниот, тој ќе биде на некој начин, условно кажано, месијата, спасителот на израелскиот народ. Со своји раце тој уби еден египјанин. И не успеа ни успешно да го закупа. Песок дојде, дувна ветар, песокот и се откри. Ама кога Бог зема да го решава проблемот, Бог со еден удар го затвори Црвеното море и сета египетска војска беше уништена во еден миг. Кога Бог зема тука да го решава проблемот, чујте го 24 стих од текстот кој што го имаме. Кога јудеиците дојдоа до стражарницата кон пустината и се обзрнаа на мноштвото, а тоа, ете мртви тела лежат по земјата, никој не се спаси. Никој. Ниту еден. Не беше тоа Јософот и неговите генерали. Бог го реши проблемот на свој начин. Затоа, додека тие славија, овие се исплашија и почнаа еден против друг да војуват и да се колат и да се убијат. И знаете што е уште поинтересно? Бог може непријателот да го искористи за да те благослови тебе. За да ја благослови црквата. Бог може неверниот да го искористи. Што се случи? Бидејќи тие самите се убија, на евреите знаете што им остана само? Да се симнат долу и се што имаше. Обувки, злато, оружје, облека. Вели, 3 дена собираа плен. И веќе не можеа да носат. Не можеа повеќе да носат. Немаше камиони тамо каде да ги натоварат сканиите и да го носат. Во таа долина на благословот, ем видоа чудесна победа, ем го добија најголемиот благослов. Видите, браќа и сестри, кога ќе го славиме Господа, кога ќе викаме кон Господа, Бог е тој кој ќе не слушне, ќе одговори, ќе ни помогне и ќе ни благослови. Затоа знаете што ни треба? Само еден збор. Само еден збор. Долината на плачот може да стане долина на радост. Долината на очеот да стане долина на надеж. Нерешливиот проблем во еден миг може да исчезне. Таа долина, Емек Берака, стана долина на благословот. Нека навистина сватиме, нека му кажеме на Бог, Боже, зборувај ми. Онака, како што стариот свештеник му кажа на Самуила, ако го чуеш гласот повторно, отиди и кажи му, говори Господи, слугата твој слуша. Каде лежи проблемот? Што мнозина денеска слушат, ама никако да послушаат. Тоа е разликата. Треба да бидеме послушни и да го правиме она што Бог го очекува од секој еден од нас. Господ нека ви благослови. Имате огромна задача, мисија во нашиот град тука, главен град, каде што огромен број на луѓе живеат. Бидете му послушни. Можеби не можете на илјадници да им кажете. Со вашиот живот сведочите. Бидете му послушни на Бог. И кога треба да сведочите, ако е потребно, кажете и некој збор, а најмногу со нашите животи треба да сведочиме. Бидејќи на луѓето веќе од силни зборови ме преку глава, но кога ќе видат твојот и мојот живот, да го прослават, како вели Словото Божјо, нашиот татко кој е на небесата. Нека Господ ви благослови и навистина ви посакувам
многу бргу, да имате уште поголемо место, да биде уште пополно и да можеме да се радуваме на спасението на секоја душа. Господ нека е со вас. Амин.